Најавените респиратори од странство кои требаше да пристигнат на почетокот на април ги нема. Филипче се правда, постапката била прекината, но ќе била обновена. Убедува дека за сега доста не биле и оние респиратори кои ги имаме. Таа постапка беше прекината и ние сме у фаза да ја повториме. Сакам да кажам во однос на тоа дека и сега има сосем доволен број на респиратори, близу 120 во државата, над 80 во Скопје, така да таа е само една постапка со која што сакаме да го дополниме бројот на респиратори, заради тоа што и покрај предвидувањата мора да сме спремни за сите сценарија. Османи само пред неколку дена рече дека 25 респиратори кои се наменети за нас има заглавена во депо во Турција. Македонија ги купила со средства на амбасадата на Норвешка, а посредувала Организацијата на Обединетите нации. Македонија ќе почека и за долго најавуваните апарати од Кина, оти немали на лагер. Народна република Кина одговори позитивно на нашето барање за обезбедување на респиратори, меѓутоа бидејќи состојбата е да 100 земји во моментот бараат респиратори од Кина, истите не ги имаат на лагер, туку ги произведуваат тековно. Драмата околу набавката на респиратори започна кон средината на март, каде само за неколку дена Филипче даде контрадикторни изјави. Еве што најпрво кажа. Тоа што е на располагање во приватните болници, 40 во една институција, близу 30 во друга приватна институција. Ние набавуваме 50, кои што ги очекуваме до крајот на оваа недела, со можност за уште 50. За по 3 дена да истакне дека ќе се одбирал најповолен добавувач. Лажна вест е дека набавката е завршена. Ќе кажам, таа постапка не е завршена, допрва следи аукцијата, спуштањето на цената на понудите. Па дека биле заглавени во Бразил. Проблемот е што машините во овој момент се запрени во Бразил со одлука на нивната влада, со интензивна комуникација со Министерството за надворешни работи и нашиот амбасадор во Бразил. Се обидуваме таа бројка на машини да ја ослободиме. Заборавили министерот на неговото првично ветување дека од Кина ќе стигнат 200 респиратори. Зошто нема детално објаснување не се знае. Опозицијата алармираше за манипулација со тендерската постапка, пошто министерството ја поништи. Објаснија дека ниту еден оператор не можел да го обезбеди критериумот за итна набавка.